Во едночасовното интервју во подкастот на Марио Нафал, Вучик се осврна на распаѓањето на Југославија и НАТО агресијата во 1999 година, но и на сегашната ситуација во Србија. Дел од разговорот Нафал го сподели со своите 2,1 милион следачи во понеделникот. На прашањето за агресијата на Сојузот на Република Југославија во 1999 година, Вучик потсети дека НАТО дејствуваше нелегално и еднострано, без дозвола од Советот за безбедност на Обединетите нации. На социјалните мрежи видео стана вирално од страшна смрт на маж, кој беше нападнат и убиен од крокодил додека веслаше во близина на плажата Талиса во Сулавеси, Индонезија. Мештаните тврдат дека ги фатило паника кога виделе како се појавува силуета на крокодил и зверот брза кон жртвата, кој не бил свесен што се случува околу него. Луѓето од плажата почнале да викаат, да го повикаат човекот да се врати назад, да му даваат до знаење кој е во негова близина, но нивните напори биле залудни. На крајот можеле само шокирани да гледаат како големото суштество го фатило човекот и го убило. Авион со повеќе од 200 патници, кој летал од Индонезија до Австралија, морал да се врати назад откако патничка се обидела насилно да ја отвори вратата. Авионот во тоа време бил над Индискиот океан, соопштија од авиокомпанијата Jetstar, пренесе CNN. Патничката по слетувањето ја презеле локалните власти на Бали, додаваат од компанијата. Откако Дубај и чоколадото од го запали светот, новото задоволство се заканува да стане следниот глобален хит. Станува збор за розовото чоколадо Тачо Бар, кое со својот изглед и уникатна текстура предизвикува ентузијазам на TikTok. Ова необично чоколадо, познато како ангелска коса, го добило своето име поради фиброзната структура која наликува на ангелска коса. Неговиот фил содржи сладкиот конец, шеќерна бомбона слична на турската пишманија, која се топи во устата како памучна бомбона.